20-та јубилејна манифестација Вешта жена во Кочани. Имаме преубави маси, разговараме со првата надпреварувачка на Вешта жена, односно маса број 1, Кристина Стојанова. Кристина, за прв пат си тука и прв пат учествуваш во Вешта жена. Да, за прв пат сум тука. Можеме ли да објасниме кој е мотивот што те натера да учествуваш во Вешта жена? Па мотивот е пред се да се дружиме и Не е важно кој ќе победи, битно е да се учествува. да, тоа е најбитно. Можеш да ни ја кажеш мотивот, односно темата на твојата маса? Темата на мојата маса е фамилиарно звездо или семено гнездо, исто е и тортата и главното јадење. Можеме ли да објасниме кратко тортата да објасниме? Значи тортата е познатата Сникерс торта, Значи навистина е преубава сигурно. па да се надевам. Добро, да се надеваме на успех, но еве ти си се потрудила, важно е да се учествува како што реков. Најважно е да се учествува. Ти благодарам. Павлова. Благица Павлова, втората надпреварувачка на 20-та општинска манифестација Вешта жена. Благица, и ти прв пат учествуваш во општинската манифестација Вешта жена. Да, ова е мое прво учество. Мислам дека најдобро е тука да се истакнеме, нашата креативност, дружењето, значи Нашите вештини во кулинарството. Да. Можеме ли да објасниме темата на масата? Па мојата маса конкретно ја истакнувам со романтик. Добро, Да. значи нешто по повод за денот на влюбените. Да, дека бидејќи вчера беше денот на влюбените, а и Свети Трифун, нели, ние што си го славиме, ама највеќе значи романтиката ми преовладува, да. Добро, можеме да објасниме тортата? Тортата конкретно е значи љубовно гнездо. Намирници, значи конкретно ако треба да ги истакнам се беланец и фил од ванила. Чоколадо има? Не. Но сигурно е вкусна многу. Да. Ќе оцени жирито. Па се надевам, да. Добро, се разбира, секако важно е да се учествува, дружењето е важно, не е важно да се победи. Да, тоа е најважно. Значи дружбата, креативноста да ја истакнеме и тоа. Ти благодарам за разговорот и ти посакувам успех по нас. Благодарам многу. Надпреварувачка број 3 Милка Стојменова од Кочани. Добро вечер и за тебе, и ти прв пат учествуваш на Вешта жена. Да, и јас прв пат учествувам на Вешта жена. Значи, Која беше идејата да се пријавиш на Вешта жена? што знам, чисто да си ги покажеме нашите вештини, како секоја домаќинка, па и јас решив да се тука да присуствувам, па ќе видиме. Кажи ми која е темата на твојата маса? Мојата маса се вика музички инструмент, темата е тоа, значи, музички инструмент. Иначе инспирацијата ми доаѓа, секојдневно го гледам мојот сопруг, тој е музичар, свири на синтесајзер и хармоника и Од сопругот е инспирацијата. да, од него е инспирацијата и тоа. Можеме ли кратко да кажеме од што се состои главното јадење и десертот? Па вака, значи, овде имаме главно јадење со шарска плескавица, имаме кугловчиња, исто така има некој стек полнет дома исто правено, како што реков, кебапчиња, нешто декорации, маслинка, павлака, такви некои тестенина, имаме еден колач солен, тоа. А десертот е исто, значи, клавиатурата, исто дома работев до денес, па ќе видиме за вкусот. Сигурно е многу вкусна, но се надеваш и на успех. Па да се дружиме, па понатаму ќе видиме. Благодарам. Благодарам и вас. Надпреварувачка со маса број 4 Елеонора Иванова од Кочани. Елеонора, и ти прв пат учествуваш. Имаме, значи, годинава надпреварувачки кои прв пат учествуваат на Вешта жена. Која е идејата, кој ти е мотивот да се пријавиш на Вешта жена? Па идејата ми беше, бидејќи многу сакам да готвам и да правам торти, и затоа се пријавив прв пат. Дома добро се снаоѓаш во кујната? Да. Што, која ти е најомилено јадење? Па повеќе, но најмногу сакам да правам торти од се. Торта? Така. Добро, можеме да објасниме темата на твојата торта вечер? Темата ми е од анимираниот филм за деца Златокоса. Значи идејата ја добив од мојата ќерка. Таа беше мојата инспирација, бидејќи е еден од нејзините омилени филмови. Така што темата на тортата е Златокоса, исто така и на главното јадење, кое што е составено од повеќе видови на месо, и цвентиот аранжман исто така е во стилот на Златокос. Добро, кажи
кажи ми само од што се состои јадењето? Главното јадење? Главното јадење се состои од повеќе видови на месо во вид на ролат, потоа гарнирано со ориз, со повеќе видови на зеленчук, додека тортата се состои од два дела, каде што на тортата е представена златокоса со кулата. А внатре што има Па на внатре чоколадо, јајца, потоа ореви. Сигурно е многу вкусно. Да. Добро, се надеваш на успех? Па најбитно е да се учествува. Мислам дека е тоа најважното. Па ќе видиме понатаму како ќе биде. Благодарам. Благодарам и на вас. Надпреварувачка со маса број 5 Анета Лазарова од Кучани, која трет пат веќе учествува на општинската манифестација Вешта жена, а првата година ни беше и Вешта жена на Кучани, па се надпреваруваше на републичката манифестација во Тетова. Анета, не мора да те прашувам за идејата, односно за мотивот зашто се пријави, затоа што ти веќе трета година учествуваш. Кажав јас дека првата година беше изберена за Вешта жена, втората година со што се представи? Втората година ми беше Божикно, во врска со Божик се поставено. А првата година кога Првата година за Кочански оризот. Да. за Кочанскиот орис. Да, за Кочанскиот орис, а оваа година бидејќи е јубилејно 20 години од постоењето на Вешта жена во Кочани, идејата ми дојде да направам знакот, соленото да биде знакот на Вешта жена, а тортата да биде патот кон врвот. Обично за добро и успешно завршена работа се доделуваат награди, златници или пекар. И затоа тортата е поставена црвената трака, патот кон врвот кон успехот. Можеме детали да објасниме околу јадењето, околу намирниците? Вака, главното јадење ми е филуван стек, декориран со замоткан исто стек со јајца, полнити копани имам, куглов направен солен и знакот на Вешта жена кој е направен од мртво тесто. Друго марамчињата исто са салфетите, се извезени од со иницијалите на Вешта жена. Се е расна направено. Се е во исто во знак на Вешта жена. Добро, и уште десертот? Десертот, тортата е составена од 3 кори, 3 фила. Сите обожаваат милка чоколадото, затоа ставих повеќе милка чоколада. Значи многу е вкусна, така ли? Се надеваш ли на успех и годинава? Па се надевам, да кажеме дека се надевам, бидејќи се е посветена Вешта жена и сум упорна во работата, се е изработено рачно, со домашна атмосфера и така. И посакувам многу успех. Се гледа дека со љубов го работиш. Да. Иако работиме во конфекција, мислам се знае работата во конфекцијата, али ништо, ако има желба, има време за се. Благодарам. Фала. Имаме 5 вкупно надпреварувачки на општинската манифестација Вешта жена во Кучани и една гран-при, а тоа е Стојчева Сузана од Кучани. Сузана, кажи ми, еве ти си гран-при, што значи тоа? 3 пати учествуваше веќе во Вешта жена? Да, 3 пати учествував во во Вешта жена за надпреварување и после пауза со 3 години, па оде во Гран-при. Гран-при одат во Тетово, плюс со една надпреварувачка од Вешти жени, другите што се од трета година, 3 години кога се надпреваруват, добиват после пекар, Вешта жена. А после 3 години пауза, Гран-при и после Гран-при одат во жири комисија на Вешта жена. Значи тоа значи дека си многу вешта во кујната. Трудиме се. Добро. Имаш омилено јадење кое го правиш дома на своите? Па имам, секој кој избор има, секој си посебно. Децата повеќе сакат посуво и вијачи, руштили, они посуви храна сакат. Но сепак многу е важно да се ужива додека, односно со љубов да се готви, така? Да, тоа. Што сакат они тоа по нивна желба секој на Кога се готви за саканите секогаш е добро. Можеме ли, Сузана, да објасниме темата на масата година? Масата е крстиме црно-бел. Црно-бел, добро. Да. Објасниме зошто. Десертот и јадењето. Тортата е шешир со кори, филови, има и касато на горниот дел, украсо, мислам надворешно е со марципан, црно-бел. Добро. И главното јадење? Главното јадење е увијачи, има свински пилишки, свинските со шунка и со кашкавал, а оние се со свинско месо, мислам, и свинска шунка и кашкавал. Добро е, така? Имаме предјадење оние погачици, тие куглици и салата
онаа со пилишко и печурки. Значи сигурно е многу вкусно. Јас ќе ти посакам многу успех понатаму, ти секако одиш, нели, и со вештите жени во Тетово. Ти посакувам многу успех понатаму и секако ти ќе бидеш жири кој ќе ги оценува вештите жени понатаму. Наредно од до година. Благодарам за разговорот.
Стојановска, Снежана, главниот организатор на Вешта жена во Македонија, секогаш е присутна кога се организира општинската манифестација во Кочани. Снежана, 20 години јубилејна манифестација кај нас во Кочани. Прво ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија. Драго ни е што не следите. Покрај другите активности, точно главната преокупација наша е избор на Вешта жена на општинските надпревари во 22 града во Македонија, меѓу кои еден е Кочани. Иначе Вешта жена постои 23 години, а за градот Кочани е јубиларен 20 години. Значи корените и почетоците на Вешта жена без организација да стои пред 20 години не беше возможно да се направи, иако за овие 20 години има многу промени, така да вечерашниот избор на Вешта жена ќе го искористиме да се заблагодариме на првите кои ја почнаа манифестацијата, тоа е организацијата на жените на Кочани. Имаме представник тука, со тоа што низ годините секако се сретнавме со различни надпреварувачки. Нашиот надпревар е аматерски, жената не ја оддалечуваме од кујната, напротив, ја приближуваме до семејството, а самиот надпревар не е ништо друго, создавање на едно семејство на вешти жени на Република Македонија. И сега, ако вечерва овде во приполнетата сала се следат вештите жени од Кочани, веќе денеска ние од 12 часот во преполна сала во Кавадарц ја избравме вештата жена. Се надеваме дека и публиката и жирито ќе бидат реални. Значи, на нашата манифестација нема победени. Се избира една која ќе го представува градот Кочани на републичкото финале, што ќе се одржи 8 и 9 мај во Лешочкиот манастир. Представникот за Гран При за Кочани, значи тој само ја презентира масата овде, не се оценува, додека сите 5 надпреварувачки, значи сите 4, влегуваат според она што го имаат подготвено и според нашите пропозиции ги исполнуваат условите една од нив да биде Вешта жена на Кочани. Годинава имаме и една Гран При надпреварувачка. Така, значи пропозициите се има право 3 години се надпреварува, после 3 години треба да направи пауза, значи влегува во жири, како Маре Мишева организаторка. Значи, покрај тоа што беше надпреварувачка, организаторка годинава е пробно жири, пошто минатата година заврши со надпревар. Пробно жири, значи, во собствениот град може да дава оценки, преку тоа веќе контролата на жирито ќе ја оцени дали таа како надпреварувачка била квалитетна, меѓутоа како жири дали ги исполнува сите критериуми, иако жирито мора да биде од друг град. Од оправдани причини да не се створи некои тензии, меѓутоа во секој случај мислам дека е во ред. За Гран При, значи, после 3 години Сузана, значи, е една од тие која направила пауза од 3 години и сега учествува во таа повисока категорија. За 20 години јубилеј општинска манифестација во Кочани, можеме ли да кажеме дека жените од Кочани се вешти во кујната, во кулинарството? Секако дека се вешти. Ние пред нецела недела се вративме од Швајцарија, каде што ги мотивиравме нашите македонки таму. Веќе 3-та година избираме Вешта жена за Швајцарија, во организација на Организацијата на жените македонки од Швајцарија и на моје задоволство, пошто јас сум иначе виничанка мажена во Тетово, главни организатори беа жените кои се вклучени во женската организација и од Кочани и од Струмице. На едно прашање вика дали швајцарките припремаат солидно. Мојот одговор беше: ние не отидовме во Швајцарија да ги бараме швајцарките. Ние отидовме да ги бараме македонките, да ги вратиме во Македонија преку кујната, што тоа успеавме. Кочани сепак, не само, ние видовме и со тоа денови на Оризот, бевме дел од таа манифестација, ја поддржуваме како Вешта жена, дека стварно Кочанки се вредни во секој поглед. Благодарам јас. Марија Мишева, организатор на општинската манифестација Вешта жена во Кочани, веќе 2 години успешно ја организира оваа манифестација со преполна сала во хотелот
национал и со голем број на надпреварувачки кои подготвија убаво украсена трпеза, но и 3 пати се надпреварува, а еднаш беше и вешта жена. Марија, ти си вешта во кулинарството, тоа го докажа, но докажа дека можеш да бидеш и успешен организатор, затоа што 2 години веќе успешно ја организираш вешта жена. А ова е јубилејна. Да, ова е 20 години од постоењето на вешта жена во градот Кочани. Горда сум што сум организатор на ваков јубилеј. Минатата година бев и организатор и учесник во вешта жена. Оваа година имаме повеќе надпреварувачки, значи имаме 5 надпреварувачки, од кои да не знаеш која маса е поубава. Имаме една жена за Гран При, една надпреварувачка за Гран При. Вие самите ќе дадете оценки на кулинарството на жените што го имат спремано. Преубави маси, мислам дека жирито има многу тешка задача вечерче. Да. Јас сум оваа година жири, значи стварно е тешка задачата да се одбере вешта жена на градот Кочани, која ќе не представува заедно со Гран При во Тетово. Ти благодарам, Марија, за разговорот и ти посакувам успех понатаму, уште многу вакви вешти жени да организирате. Благодарам и на вас што не почастивте со вашето присуство тука да ја снимате емисијата. Благодарим. Ирена Спировска, секогаш водителка на ова преубава манифестација Вешта жена. Ирена, 20 години Вешта жена во Кочани. Како ти се чувствуваш помеѓу вештите жени, не само во Кочани, во сите градови во Македонија? Па со оглед на тоа што манифестацијата ја водам од самиот почеток, се чувствам како дел од едно големо семејство на жени од кои што има што да се научи. Она што е карактеристично за Вешта жена е токму тоа дружење меѓу жените, несебично другарување и пренесување на искуствата. Во Вешта жена има жени од сите националности, со различна вероисповест, со различни професии, различни животни приказни. И од секоја жена може да се научи многу, затоа што секоја жена е една вистинска ризница на богатство за сите оние кои што се помлади. И токму затоа со големо задоволство присуствувам во секој град на општинските надпревари. Еве последниве 3 години Вешта жена се шири и надвор од границите на Македонија, па неодамна бевме во Швајцарија, воодушевени од масите што ги подготвија таму жените македонки, кои што без разлика што живеат во една сосема друга земја, модерна земја во која ги имат сите услови, сепак не заборавиле да го негуваат култот кон трпезата, местото каде што се собира секојдневно семејството и тоа подготвување и декорирање на храна. А со главната организаторка не ја споменавме етно Вешта жена. И таа функционира добро во Македонија, така ли? И во Кочани се одржа. Етно Вешта жена е помлада од Вешта жена, започна да се организира од пред неколку години со цел да се негуваат етно специјалитетите, бидејќи македонската традиционална кујна навистина има многу вкусни специјалитети, кои што за жал во некои краишта полека се позабораваат со тек на времето. На етно Вешта жена сите учеснички подготвуваат солени и сладки јадења кои што се старински, традиционални, токму сакајќи да ги зачуваме од заборавот и да се научат помладите домаќинки, помладите жени да ги прават тие јадења на кои што израснале нашите баби, дедовци, прабаби и прадедовци. Моментално го водиш проектот на Алфа Почнува ден. Да, моментално сум дел од екипата за утринската програма заедно со своите колеги. Секој утро денот ми почнува рано, значи без разлика дали сум во студио на емисија или сум во режија и помагам да се реализира емисијата. Убаво е денот да се започне рано, да се почувствува магијата на студиото и на рефлекторите уште од раните утрински часови, да се контактира со граѓаните на Република Македонија од сите делови на нашата земја, така што ете и тој предизвик. Мислам дека го работам со големо задоволство, а наскоро подготвуваме една нова вечерна семејна емисија во која што верувам гледачите ќе уживат како и сите проекти што сме ги работеле досега. Често можеме да забележиме дека шеташ и надвор од Македонија, тоа е дел од професионалност или приватно? Па, за моја среќа, тоа е дел и од работата. Нашата работа често подразбира и
снимање на одредени патеписни репортажи, документарни емисии, така што тоа е еден начин кога се спојува корисното и убавото. А секако и приватно сум љубител на патувањата, ги користам сите можности заедно со својата ќерка некаде да прошетаме, да отпатуваме и да доживееме некој нов амбиент, да стекнеме нови пријателства и да осознаеме некои нови култури и луѓе. Така, но себе вештите жени нема да ги оставиш. Па се надевам дека не јас кажав, навистина се чувствам како дел од ова семејство. Низ годините назад жените од цела Македонија успеат да изградат пријателски релации кои што се речиси еднакви на семени. Ние веќе се познаваме и семено, се познаваат нашите деца, се дружат, така што вешта жена не е само манифестација која што го негува подготвувањето на храната, туку вешта жена е еден вистински мост на пријателство меѓу сите жени. И благодарам за разговорот. Ми беше задоволство, благодарам јас. Бидат објавени првите места според гласовите на жирито во одделни дисциплини, затоа што кажавме дека жирито ги оценуваше во 7 различни дисциплини надпреварувачките. Прво место за општ печаток според жирито добива надпреварувачката од масата со реден број 1, Кристина Стојанова. Честитки за Кристина. Добива диплома од вешта жена, добива подарок од генералниот покровител Цептер, подарок од спонзорот Тианде, но и цветен аранжман. Чекаме да стаса и цвеќето за нашите вешти дами. А предпоставувам ќе стаса и заслужен аплауз за трудот што го вложија. Цветните аранжмани се подарок од цвеќарницата Флора. Одиме натаму. Прво место за декорација на главно јадење жирито доделува на Благица Павлова, маса број 2. Честитки за Благица за освоеното прво место за декорација на главно јадење и за неа подароци од Цептер, Тианде и цвеќарница Флора. Прво место за сервирање жирито доделува на надпреварувачката од масата со реден број 3, Милка Стојменова. По направената дегустација, жирито прво место за вкус на главно јадење додели на јадењето од масата број 4 на Елеонора Иванова. Многу убави торти имаше на сите маси. Првото место за десерт според жирито го добива тортата од масата број 5 на Анета Лазарова. Сите надпреварувачки имаат прво место во одредена дисциплина, сите на вистина подготвија фантастични трпези. Наскоро ќе дознаеме кој го освои првото место од жири, првото место од публика и која надпреварувачка ќе биде вешта жена на Кочани за 2015-та, а претходно ќе се доделат признанија и за гран-при надпреварувачката Сузана Стојчева. Честитки Сузана, диплома од вешта жена, подарок од генералниот покровител Цептер, подарок од Тианде и цвеќарница Флора. И еве конечно да ги објавиме првите места. Според бодовите на жирито, прво место освојува надпреварувачката од масата со реден број 5. Анета Лазарова, прво место од жири.
Честитки за Анета, успеа да освои најмногу гласови од жирито, а ајде сега да видиме кој успеа да освои најмногу гласови од публиката. Според вашите гласови, прво место од публика добива надпреварувачката од масата со реден број 4. Елеонора Иванова, прво место од публика. Честитки за двете првонаградени, а вешта жена на Кочани за 2015 година е надпреварувачката која што вкупно има најмногу гласови кога ќе се соберат заедно оние од публиката и од жирито, а тоа е надпреварувачката од маса број 4, Елеонора Иванова, вешта жена на Кочани за 2015 година. Честитки за младата Елеонора. Токму таа ќе го представува Кочани на републичкото финале на 8 и 9 мај во Тетово, кога ќе се сретне со победничките од сите останати градови во конкуренција за вешта жена на Република Македонија 2015. Еден посебен подарок од генералниот покровител Цептер за Елеонора како победничка на годинашниот општински надпревар на вешта жена за Кочани. Честитки и за неа и за сите надпреварувачки. Навистина беа фантастични сите, имаа преубави маси, а се бира само една представничка за републичкото финале. Сега Елеонора ќе ја замолам да ги остави многобројните подароци, затоа што ќе ни биде потребна нејзината помош за да ја извлечеме главната награда од лотаријата. Значи и Елеонора и останатите надпреварувачки ќе патуваат на Халкидики со вештите жени, а ќе им се придружи една од вас која што ќе има среќа да ја извлече Елеонора. Токму нејзините вешти раце ќе одлучат кој ќе добие патување до Халкидики со вештите жени. Ајде да видиме Елеонорча. Еве го бројот. 5 0 1 7 9. 501779 добива патување до Халкидики со вештите жени. Ајде да видиме каде е стрикната добитничка. 50179. Сега се јавуваат тука две жени, ќе видиме. 50179. Значи втората 50179, само да го проверам бројчето. 50179, наградата ја добива Билјана. Дали сте прв пат на вешта жена? Значи доаѓала Билјана и претходно и наградата оди во вистински раце. Честитки Билјана. Ви посакуваме да си поминате преубаво на Халкидики со вештите жени. Јас ќе ве замолам податоците да ги поставите ваму кај организаторките. На Елеонора уште една честитки и на сите учеснички што беа така прекрасни вечерва. А ние продолжуваме да уживаме во добрата атмосфера и во музиката на Текила Бенд. Се разбира, искористете оваа вечер до самиот крај да се забавувате, да уживате во друштво на вашите пријателки, затоа што ретки се ваквите моменти. Само на вешта жена и само на 8 март има вака. Жените да уживаат, да се забавуваат, а мажите да работат, односно мажите да служат и да не забавуваат. Елеонора Иванова од Кочани, вешта жена за 2015 на општинската манифестација во Кочани. Елеонора, како се чувствуваш и дали ја очекуваше наградата? Па јас навистина сум многу возбудена и наградата не ја очекував, бидејќи навистина беше важно да учествувам и затоа сакам да се заблагодарам на организаторот, на Марија, која што ми ја возможи да учествувам на оваа прекрасна манифестација. И мислам дека достојно ќе го представам градот на републичката манифестација на вешта жена. Да подсетиме само која беше темата на твојата маса? Темата ми беше Златокоса.
Идејата од каде беше? Идејата ми беше од мојата ќерка. Тоа е еден од незините умилени анимирани филмови, па така таа ми ја даде идејата да ја правам тортата со златокоса и главното јадење исто така. Добро, кажи ми колку време потроши да направиш целата таа прекрасна маса? Па за време, доста време ми требаше, посебно за тортата. Главното јадење го спремив за еден ден, додека за тортата ми беа потребни околу 3 дена. А главното јадење од што се состои? Главното јадење се состои од ролат, од повеќе видови на месо и од зеленчук. Добро, и десертот? Десертот, тортата се состои на 2 спрата, составена од 3 фила, чоколаден фил, ванила и карамела. Но сепак за украсување требаше доста време и доста креативност. Да, точно така. Ми требаше доста време за да ја осмислам идејата и како ќе ја направам. Но и богата креативност. Благодарам многу. Благодарам. Го сакувам многу среќа понатаму. Ви благодарам и на вас.